Институтот за стратешки истражувања и едукација денеска во општина Газибаба одржа предавање за тоа како се спроведува референдум на локално ниво. Представникот на проектот, професор доктор Дарко Спасевски од Правниот факултет Јустинијан Први, рече дека многу често граѓаните се прашуваат дали како граѓани се доволно силни да ги сменат работите или да влијаат врз некоја работа која е важна за нив. Исто така понекогаш имаат дилема дали политичарите во нивно име може да донесат одлуки кои се во најдобар интерес. Целта на граѓанските иницијативи како што е локалниот референдум е да овозможи граѓаните самите непосредно да изберат кои се нивните потреби и приоритети, како изградба на инфраструктура, образование, заштита на правата на работниците, проекти од областа на културата и други иницијативи од локално ниво. Спасевски за пример ја посочи Швајцарија како земја каде граѓаните редовно се изјаснуваат на референдуми за широк круг на прашања. Исто така во Ирска во 1995 година на референдум со мнозинство од 50,3% беше легализиран разводот на бракот. Она што може да спомниме се примерите и искуствата од различните земји во кои што почнувајќи од Швајцарија која што има најмасовен концепт на организирање на референдуми кои што фаќаат различен тип на прашања, па се до низа на земји, се работи за широк круг на прашања кои што се поставуваат на локални референдуми и од тоа еве како за илустрација примерот со Шведска кој што на референдум одлучувале дали да возат на лева или десна страна, па до референдумот во Велика Британија во која што судбината на цела една нација се решаваше на референдум дали да останат или не во Европската унија. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски рече дека во општина Газибаба досега никогаш не биле спроведени локални референдуми, но во иднина тоа ќе биде честа практика. Локален референдум ќе се спроведе за прашања за кои граѓаните не можат да се договорат. Ова е алатка кој што како општина сакаме да искористиме во наредниот период за работење, со цел да го зјакнеме општинското работење и локалната администрација. Во непосредните избори кои што ги најавивме за избор на нови совети за месните заедници кои што ги планираме на 25 овој месец, каде што преку тајно гласање или референдумско би избрале совети на месни заедници кои што ќе бидат отворени, функционални, транспарентни во делот на своето работење. Исто така референдумското прашање представува добар инструмент каде што ќе можат граѓаните на непосредно учество без разлика на волјата на советот или градоначалникот да изберат и предложат своји проекти кои што им се битно или битни во нивниот иден развој на локалната самоуправа. Така да ги охрабруваме масовно да се вклучат во оваквиот проект каде што ќе ги разграничиме обврските како локална самоуправа и референдумското прашање како непосредно изјаснување по било кое прашање кои се од битно значење и од приоритет на граѓаните.